Некој повеќе, друг помалку е виновен за историски нелошиот изборен резултат на СДСМ. Повеќе слојни се причините за неуспехот на партијата. Наместо да работиме дома, целата енергија ја насочивме кон евроинтеграциите, рече пред сопартијците Венко Филипче на 30-тиот конгрес. Сервилноста кон ДУ е фактор кој придонел за лошата состојба во СДСМ, призна партискиот лидер. Но се бориме за она што верувавме дека е исправно, дека ќе донесе добро за секој граѓанин на оваа држава, дека ќе постои Македонија на светската мапа. Не смееме да го занемариме впечатокот на јавноста дека бевме сервилни кон коалицијските партнери. Тие ја злоупотребија нашата широчина, демократскиот капацитет на владење и посветеноста, како искрената инклузивност во работата на владата. СДСМ по 5 месеци откако подпредседатели се поднесоа оставки, ги избра надзорниот и централниот одбор, кој оваа недела ќе ги избере луѓето кои ќе застанат околу Филипче. Избрана беше подпредседателката на партијата Фани Карамфилова Павловска. Другите партиски тела ќе се бират во текот на неделава, а според Филипче тоа ќе бидат нови кадри, иако во централниот новоизбраните членови се добро познати екс-функционери од социјалдемократите. Таму е Велимир Смилевски, екс-градоначалникот на Бутел, поранишниот пратеник Мартин Костовски, како и екс-директорот на затворот Чутка Филип Андов. Меѓу членовите е и Горан Трајковски, кој раководеше со пазарна инспекција, како и Викторија Мадича Врамовска, која беше заменик министер за правда. Се трудевме да избереме луѓе кои што се почитувани во своите општински организации, имавме соодветни критериуми по кои што тие аплицираа и на тој начин беа избрани, така да им посакувам и ним успешна работа. Дозволете за тоа попрецизно да говорам во текот на следните денови, најверојатно при крај на неделата во четврток или петок, меѓутоа во партиското раководство ќе бидат млади, енергични луѓе кои досега не биле дел на ниту една висока партиска функција. СДСМ го заврши и 29-тиот партиски конгрес, кој во јуни беше одложен поради недоволниот број делегати. На него општинските организации ги образложувале причините за лошиот изборен резултат. На 30-тиот пак се избраа највисоките партиски тела, но не му го продолжија мандатот на актуелниот лидер. Според партискиот статут, на Филипче мандатот му истекува во март, кога повторно ќе треба да има партиски избори за нов претседател.